Добре дојдовте на новото видео од YouTube каналот Германски јазик онлайн. Продолжуваме со снимањето на новите предавања, односно за падежот генитив. Во ова предавање ќе учиме за предлози во падежот генитив или генитив препозиционен. Предавањето ќе биде поделено на два делови. Што треба да повторите за полесно да го научите ова предавање? Се разбира, од ниво А1, првите три делови за падежи во германскиот јазик, каде што учевме за падежите номинатив, акузатив и датив. Следно можете да ги повторите и предлозите за време и место кои ги учевме исто така во ниво А1. Во ниво А2 учевме за еден тип на предлози и тоа наизменични предлози. И во ниво Б1 се разбира учевме за падежот генитив, каде што учевме три делови. Четвртиот дел ни е за генитив предлози. Како се делат падежите во германскиот јазик, на кратко да повториме. Номинатив, акузатив, датив и генитив. Со падежот генитив завршуваме со учењето на сите падежи во германскиот јазик, што представува една од најсложената граматика. Во ова видео, како што кажавме, учиме за генитив. Што учевме и што ќе доучиме во предавањата за падежот генитив? Во минатите три делови веќе учевме за кратко повторување на сите падежи. Што е генитив и кога се користи? Лични заменки во генитив, род на именките во генитив, присвоен член или присвојни заменки, деклинација на придавките, глаголи во генитив, класични и односни реченици во генитив. И како последен дел ќе учиме за предлози во генитив во ова видео и во следното видео, односно во двата делови каде што ќе учиме за генитив препозиционен. За почеток да повториме што се тоа дипрепозиционен или предлози. Какви предлози постојат во германскиот јазик? Ке направиме кратка поделба со тоа што ќе кажеме дека постојат предлози за време или темпорале препозиционен и предлози за место или локале препозиционен. Освен тоа, какви предлози постојат зависно од падежот во реченицата? Постојат предлози кои спаѓаат само во еден падеж и наизменични предлози кои спаѓаат во повеќе падежи или вексел препозиционен. Ова подетално можете да го повторите во видеото за предлози за време и место, кој можете да го најдете во ниво А1 и во видеото за наизменични предлози кои можете да го најдете во ниво А2 плейлистата. Одиме понатаму. Препозиционен мит генитив или предлози со генитив падеж. Кои се најчесто користени предлози во генитив? Ке ги споменеме најчесто користените и во овие две видеа ќе дадеме и примери за секој од нив. Aufgrund, wegen, anlässlich, binnen, laut, jenseits, zugunsten, mittels,
anstelle, trotz, statt, infolge, angesichts, mit Hilfe, inmitten, seitens, innerhalb, während, oberhalb, Vorseiten, unterhalb, zufolge, anhand, понатаму, diesseits, anstatt, zwecks, außerhalb и abseits како последен предлог кој ќе го учиме во овие две видеа. Дел од овие предлози ќе ги учиме кога се користат и ќе дадеме примери во ова видео, а за останатиот дел ќе дадеме примери во следното видео. Како се делат генитив предлозите? За почеток да кажеме на кратко. Постојат неколку групи и тоа предлози кои опишуваат време или Zeit, предлози кои опишуваат местоположба или Ort, предлози кои опишуваат повод или причина, Grund, предлози кои опишуваат препорака, Referenz, предлози кои опишуваат ограничување, Einschränkung, предлози кои опишуваат начин или Mittel, предлози кои опишуваат алтернатива, Продолжуваме понатаму. Како се формира реченица кога користиме генитив предлози? Се формира исто како класичните генитив реченици. Едниот субјект секогаш ќе ни биде во номинатив падеж, а другиот во генитив, во реченицата. Во реченицата ќе додадеме и предлог, еден од овие што ќе ги учиме во следните минути. Се користат и останатите правила кои ги учевме во претходните видеа за генитив, односно за деклинација на придавките во генитив, присвоени членови во генитив и така натаму. Да видиме еден пример за генитив реченица. Die Schule war wegen der Viruskrankheit geschlossen. Училиштето беше поради вирусната болест затворено. Во оваа реченица субјектот die Schule ни е во номинатив, останатиот субјект der Viruskrankheit ни е во генитив. А зборот wegen во превод што значи поради ни е предлог и тоа генитив предлог. Предлози што опишуваат време се првата група на предлози во генитив. Темпорале препозиционен. Да дадеме примери за секој од нив. Прв предлог е außerhalb или во превод надвор од нешто или вон. Außerhalb се користи кога опишуваме надвор од одредено место или период. Значи овај предлог се користи како предлог за време и предлог за место. Ќе видиме примери во двата случаеви. Прва реченица außerhalb der Öffnungszeiten Essen ist nicht verboten. Во превод, вон работните часови, јадењето не е забрането.
пример, wir bezahlen sich außerhalb ihrer Arbeitszeit. Ние ви плаќаме исто така и надвор од вашето работно време. Втор предлог, кој ќе го вежбаме во ова видео е innerhalb. Исто и овај предлог се користи, односно спаѓа во групата за предлози за време и предлози за место во генитив. Во превод значи внатре, во или во рок од. Зависно од тоа дали го користиме како предлог за време или како предлог за место. Ке го користиме кога опишуваме внатре во одредено место или период. Например, innerhalb der nächsten 15 Minuten müssen Sie den Test angeben. Последните 15 минути морате да го предадете тестот. Односно, во рок од следните 15 минути. И втор пример, innerhalb einer Stunde soll ich zum Flughafen ankommen. Во рок од 1 час треба јас на аеродром да пристигнам. На овај слайд ги имаме предлозите за време außerhalb и innerhalb. Во следните минути ќе ги видиме двата исти предлози, но во случај кога се користат како предлози за место. Продолжуваме со следни предлози за време, а тоа е предлогот binnen. Во превод значи во рок од. Се користи кога опишуваме активност во одреден период. Овај предлог се користи во слични реченици како предлогот innerhalb, што го учевме пред малку. Пример реченица. Ich muss der Sprachkurs binnen eines Jahres lernen. Јас морам јазичниот курс во рок од 1 година да го научам. Binnen wenigen Tage waren die Orangen ausverkauft. Во рок од малку денови беа распродадени портокалите. Следен предлог за време во падежот генитив е предлогот während, кој значи за време на или во тек на. Овај збор веќе го имаме сретнато во некој од минатите видеа. Како предлог се користи кога сакаме да означиме истовремено дејство во реченицата или па можеме да го користиме како сврзник. Да видиме пример. Während der Nacht waren wir schläfrig. Во тек на ноќта ние бевме поспани. Während der letzten Tage habe ich gelesen. За време на последните денови јас имав читано. Тоа беа предлозите за време кои се помалку на број од предлозите кои означуваат место или локале препозиционен. Да прочитаме по неколку примери за секој од нив. Како што споменавме пред малку, außerhalb се користи и како предлог за место, не само предлог за време. Го користиме кога опишуваме надвор од одредено место, ако зборуваме како предлог за место, или во одреден период, ако го користиме како предлог за време. Der Rhein fließt außerhalb Münchens. Рајна течи надвор од Минхен. Ich wohne auch außerhalb der Stadt, aber ich arbeite dort. Јас живеам исто така вон градот, но работам таму. И предлогот innerhalb, што означува предлог и за место и за време, го користиме кога опишуваме внатре во одредено место или период. Во превод е внатре, во или во рок од. Innerhalb des Fitnessstudios darf nicht fernbleiben.
Во теретаната не е дозволено отсуство. Innerhalb der Schules ist das Rauchen verboten. Во училиштето е пушењето забрането. Одиме понатаму со останати предлози за место во генитив. Oberhalb, во превод над. Се користи кога опишуваме нешто над одредено место. Да видиме пример реченици. Oberhalb des Hauses ist eine Sonnenkollektor. Над куќата има соларен колектор. Втор пример, ich habe Narbe oberhalb des Auges. Јас имам лузна над окото. Unterhalb е следниот предлог за место, што во превод значи под. Го користиме кога опишуваме нешто под одредено место. Значи обратно од oberhalb. Das Gold liegt unterhalb des Feldes. Златото лежи под полето. Втор пример, hat Schmerzen unterhalb seines Magens. Тој има болки под неговиот желудник. Следен предлог за место во генитив inmitten, по превод на средина или меѓу. Го користиме кога опишуваме централна позиција. Sie leben inmitten des Dorfes. Тие живеат насред село. Sie saßen inmitten der Kinder. Тие седеа меѓу децата. Трет пример со овај предлог е entspannte inmitten einer großen Probleme. Тој се релаксираше меѓу големи проблеми. Следен предлог abseits или далеку. Кога се користи овај предлог? Кога опишуваме далеку од далечена локација. Во превод значи далеку или можете да го сретнете како настрана. Abseits der reichen Städte findet man immer noch ehrlichen Leute. Имаме сгрешено една буква. Далеку од богатите градови може секогаш да се најдат искрени луѓе. Das Haus steht abseits der Straße. Куќата стои настрана од улицата. Следен предлог за место, jenseits или во превод преку, или зад. Се користи кога опишуваме локација од другата страна на некој објект. Die Grundschule liegt jenseits des Rathauses. Основното училиште се наоѓа зад градското собрание. Das Dorf liegt jenseits des Flusses. Селото е преку реката. И сличен предлог за место, diesseits, што значи оваа страна, се користи кога опишуваме обратна локација од предлогот кој пред малку го учевме, односно jenseits. Diesseits des Flusses liegt mein Dorf. Од оваа страна на реката лежи моето село. Der Flughafen liegt diesseits des Flusses. Аеродромот лежи на оваа страна од реката. Тоа беа предлозите за место во генитив и уште една група ќе учиме во ова видео, а останатите делови ќе ги учиме во следниот дел од видеото. Предлози кои опишуваат ограничување или Einschränkung препозиционен. Ке дадеме само еден предлог и тоа предлогот троц во превод и покрај тоа.
се користи како сврзник trotzdem, веќе го имаме сретнато во некој од претходните видеа, или како генитив предлог, што ќе го учиме во ова видео како trotz. Ist trotz des kaputten Busses ins Schule gegangen. Тој беше и покрај расипаниот автобус на училиште отиден. Trotz des Preisaufschlages kaufe ich Auto. И покрај покачување на цената купувам јас автомобил. И трет пример, trotz des Regens bleibt sie nicht zu Hause. И покрај дождот таа не останува дома. Бидејќи прочитавме голем дел на примери, посебно во ова видео нема да читаме примери. Туку ќе направиме само вежба во која ќе треба вие да решавате тоа што недостига. За почеток ќе треба да направите превод на овие 5 предлози во генитив. Inmitten, während, binnen, trotz и unterhalb. Inmitten на средина. Während за време на. Binnen во рок од. Trotz и покрај тоа и unterhalb под. Следно, пополнете ги зборовите или буквите кои недостасуваат во реченицата. Поради нашите лоши оценки, не можеме во зоолошка да одиме. Wegen unsere schlechten Noten können wir nicht im Zoo gehen. И уште една ваква реченица. Во текот на следниот месец морам јас ова амбуланта да ја посетам. Innerhalb des nächsten Monats muss ich diese Ambulanz besuchen. Се надеваме дека видеото ви се допадна, ако не ви е јасно, гледајте го уште еднаш. Дадете ни поддршка на Instagram и на YouTube со лайк, subscribe и follow. Предложете го каналот на други кои сакаат да учат германски јазик. Се гледаме во следното видео.